Пожарот кој што денес попладне изби на територијата на општина Пекчево во атарот на село Негрево представува исклучително силен и тежок за гасење шумски пожар. Зафатена е квалитетна борова шума. Според изјавите на лицата кои што учествуваат во обидот за воспоставување контрола на овој пожар, летаат запалени шишарки по 20 до 30 метри и создаваат нови жаришта. Зад мене може да се види линијата на огнот, гори преку боровите. Веднаш до оваа линија има локални пожарникари од Берово, но и пожарникари од Делчево, кои што се обидуваат да направат една линија, еден противпожарен појас, сечејќи ги боровите, за да не може огнот да се префрли од една на друга страна. Ќе биде тешка операција, бидејќи, како што веќе реков, шишарките летаат по 20 до 30 метри. Во овој момент можам да кажам дека Пекчево е безбедно, затоа што од страна на градоначалникот и локалните пожарникари, но и локалното население, до кое што упатувам голема благодарност, се направени такви противпожарни појаси барем во насока на градот, но и во насока на селото Негрево. Фокусот на локалните власти кои што се обидуваат да воспостават контрола врз овој пожар ќе биде ставен на одбрана на Пекчево и на селото Негрево. Рано наутро ќе се обидеме да дејствуваме со летала, но морам да напоменам дека во овој момент имаме 20 на активни пожари, од кои што најмалку 10 имаат големи димензии и загрозуваат населени места. Во текот на ноќта 5 населени места се обидуваме да ги одбраниме. Јас сум оптимист дека истите ќе бидат одбранети и нема да дозволиме огнот да навлезе во нив. Но состојбата е крајно сериозна. Ова е најголем број на пожари кои што се забележани на дневна основа. Повеќе од 50 сериозни тешки пожари настанати во текот на денешниот ден, некои од нив се провлекуваат и од претходните денови. Секој ден се појавуваат нови и нови пожари. Апелирам до граѓаните да бидат екстремно внимателни во нивното однесување. Апелирам до земјоделците и до сточарите никако да не палат страништа или пасишта. МВР засилено работи трагајќи по причинителите на пожари и веќе се е на добар пат да откријат неколку предизвикувачи на пожари. Со нова изјава ќе се јавам утре наутро, вечер останувам овде да видам како ќе се одвива ситуацијата, но будно одовде ја следам и состојбата на целата територија на државата. Попладне во изби и тежок пожар во близина на Гостивар, прв пожар во овој дел од државата со ваков обем и динамика. Останатите пожари горат во источниот дел на државата, а денес веќе и во јужниот дел на државата.